Ново издание на Трилинг, добро вечер. Постојат повеќе начини да се убие човек. Некому може да му се забие нож во стомак, некому да му се одземе лебот од уста, некој да не се излечи од болест, некој да се принуди да живее во лоша куќа, некој да се натера на самоубиство, некој да се истроши со работа, некој да се поведе во војна и така натаму. Само по нешто од сето тоа е забрането во нашата држава. Беролд Брет. Оваа држава очигледно треба еднаш за секогаш да свати дека службена должност не е само привилегија, статус и профит, туку и огромна одговорност. А одговорноста кај нас веројатно со децении доцни изостанува. Или пак во најмала рака постојано се префрла вината од еден на друг, а во меѓувреме се натоложуваат проблемите. Ова е само почеток на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. А вие што ќе гледате вечерва? Значи ние живи во гроб немаше да влеземе. Децата си ги изгубивме. Изгубивме секој по некој. За да ти се случи еден коруптивен настан, значи мора сите работи, целиот круг да биде затворен како струјно коло. Една работа, една институција да профункционирала во тој момент, не могло да се случи ова. Значи, поаѓајќи од полиција, сега да не ги набројуваме, највиновна е полицијата, да не се лажеме. Градот е дефинитивно видоизменет. Значи, на секој доаѓање во Кочани делува се потажно и потажно. Буквално срцето ми се кине кога од Кочани се враќам кон Белград. Инспекцијската професија во држава воопшто не е атрактивна. За голем број на европски земји е чудно што во држава има инспектори и што има инспекцијски совет, бидејќи тоа за нив е непоимливо. Треба да се има на ум дека инспекторот не може да оди во надзор без да има налог. Ние не сме безбедни да излеземе во улица бидејќи може некој да не згази. Ние не сме безбедни да одиме на лекар бидејќи може да ни дадат некоја погрешна терапија. Ние не сме безбедни да одиме во дискотека, во ресторан и така натаму бидејќи може да се запали. Ние не сме безбедни буквално нигде. Значи ние мораме да се погледнеме во огледало, да се прашаме себе си дали ние можеме да го постигнеме нивото што го сонуваме. Ако сме сиромашни, тоа мора да си го признаеме. Македонското новинарство во кризни состојби. Во првите денови по трагичниот пожар во Кочани, медиумите во државата релативно брзо и ефективно известуваа за настаните. Како се навлегуваше во предсобието на вистината, кој и зошто е крив. Така се дозволи да доминираат ставовите и одговорните за истрагата и доминацијата на премиерот. Во ово издание на Трилинг гостин е Горан Левков, истражувачки новинар кој потекнува од Кочани, градот во кој почина или загина 59, всушност 60 лица, вклучувајќи го и шоферот на брзата помош. Господин Левков, или колега Левков, како се живее во Кочани посттравматски? Па, не е лесно. Не би му го посакал ова, ниту на најголемиот душман. Значи, вакви трауми, кај што ти еден цел град кај што ти е настрадан, една цела генерација кај што ти е настрадана, е страшна, жална и болна. Дали оваа катастрофа е последица на наталожените проблеми, заташкувањето, прогледувањето на низ прсти, нефункционалноста на институциите? Да, многу добро ги нотиравте. Ги нотиравте многу добро сите шевови низ кои што доведоа до катастрофата. Ние како истражувачки новинари сме фокусирани во делот на борба против корупцијата. И таму знаеме дека за да ти се случи еден коруптивен настан, значи мора сите работи, целиот круг да биде затворен како струјно коло. Една работа, една институција да профункционирала во тој момент, не могло да се случи ова. Значи, поаѓајќи од полиција, сега да не ги набројуваме, највиновна е полицијата, да не се лажеме. Да имаше доблест, например, министер требаше веднаш да си поднесе оставка, за да може да остави простор да целата истрага се одвива независно. Да имаше морал. Тоа не го видовме
однесоа неколку, не викам дека не биле заслужени, кажи го овие инспектори, али не видовме одговорност кај на високите чинители на власта за ова. Пошто тие што го водат системот, ден претходно да направиле една контрола, тоа не могло да се случи. И не само тие, не знам, инспектори за противпожарна, не знам, дирекција за заштита и спасување, финансиски институции, значи како можело да работи таа дискотека со блокирана сметка на црно на БВУ пијачки, се збори сума од 1.500.000 денари, дека се набавени пијачки за таа вечер само. Тоа е на црно затајување на данок, перење на пари, уште кои други кривични дела. Не гледаме дека луѓе одат у затвор за, не знам, за ќебапчиња, за ова, за она, а овие не изреагирале. Ја затворили дискотеката, не знам, таму ја пломбирале, некој ја пломбирал, како може да отпломбираш објект што е затворен од државна институција. Како да се врати динамиката и животот во Кочани? Дали воопшто може да се врати наскоро секојдневниот живот во некаква нормална состојба? Мора да се врати. Значи, ние живи во гроб не може да влеземе. Децата си ги изгубивме. Изгубивме секој по некој, али има некој назад за кој што треба да останеме да живееме. Со обврска, да направиме подобар систем, сите ние, да направиме подобар систем барем за тие деца што остануваат назад и за новите деца што ќе доаѓаат. Инаку во Кочани, од прилика некои статистики што знам, некаде годишно се раѓаат околу 150 до 200 деца во Кочанската болница. Не се округли се бројките, не се толку точни екзактни, сигурно во статистика или во овие државните институции имаат прецизни бројки колку се. Ние толку имаме повредени со тешки повреди, починати, на тоа не изгубивме цела генерација. Ден по несреќата бевме во Кочани и една од соговорничките констатираше: Кочани почина. Но Кочани е градот, ако се навратиме неколку години поназад кон минатото, овој град се споменува и е поврзан со тогашната, се зборуваше, франкфуртска мафија, случајот детонатор кој никогаш не се расветли. Тие се тие. Значи, тоа е една екипа, една група од двете страни, например, и од двете партии, кои што се шалташе како овој уценувачи, рекетари во двете партии, цела структура, што работеше доста кривични дела, што правеше доста кривични дела со ова. И тоа е екипа што едноставно цело време е прогледувана и е прогледувано низ прсти. Знаеме, еден од тие лица што беше обезбедување на Никола Груевски. Од овие други лица со кои што се конфронтираа, па имаше друга група кои исто така вршеа кривични дела. И тие многу добро ги знаат. И полицијата многу добро ги знае, и сите други служби многу добро ги знаат, ама замижуваа сите. Некој ќе се јави таму од озгора, некој вака ќе ги инструират така да направат, инаку основа на тоа е 90-тите години. 90-тите години беа правени тие групи во Кочани, подоцна ги прекрена на ниво на цела. Кои се тие 2-3 семејства кај што најчесто велат во Кочани? Со Кочани владеат 2-3 семејства кои имаат се под контрола. Па да имаат се под контрола, толку немаат, али контролираат процеси. Не знам, тоа е семејството, например, тоа тие били политички активни ликови доста, например, во СДСМ. Семејство е едно на поранешен пратеник на СДСМ, Банчо, стопанственик од Кочани. Од страната на ВМРО ДПМН, ако се изведе како моќен лик на времето, сега не знам колку му е моќта во партијата, е поранешниот градоначалник Радко Димитровски. Например, Љупчо Папазов, сегашниот градоначалник, беше директор на комуналното предпријатие цело време додека беше овој градоначалник. Друг, например, таму што имаше некои функционери што беа назначувани од Кочани, практично тој беше лицето на некој начин контакт со централата, тука кај што има најголема доверба во него. Како ти гледаш на ова акција што сега се спроведува и од МВР и од обвинителството, се приведуваат луѓе поранешни, некои се и актуелни
функционери, дали очекуваш дека ќе се расветли целиот случај или само на површина ќе излезат одредени слабости, а без при тоа да се навлезе во длабочината на проблемот? А по овој случај, можеби првиот случај кај што ќе заврши со судски пресуди. Мислам со такви судски пресуди, а за ова е сега друга е поентата, друга е прашањето дали некој ќе ми ја врати функичката, мене ако ги осудат овие сите, никој нема да ми ја врати функичката. Работата е што ние како општество мора да изградиме многу повисока свест, да изградиме за пријавување на одговорностите и следење контрола над институциите. Испадна дека за новинарите во Македонија треба да важат стандарди што не важат за сите медиуми во светот. Како гледате на овие двојни аршини? Класичен пример е, за жал, погребот на 34-те лица во Кочани, кога на медиумите им беше забрането или им беа поставени стандарди што сме, до каде сме да се снима, да се фотографира, па до степен да домашните медиуми нашите да мора да преземаат фотографии, па дури и цели текстови од странските новински агенции. Како гледаш на овие двојни аршини? Па мислам дека владата на Мицкоски е премногу исплашена од луѓето. И тие гледаат тоа да направат нешто као да се пикнат некаде, да се некаде во целата таа приказна кај што не се. И затоа ги носеа такви глупости некои, зошто ова да не снимале медиумите, тоа е им работа да снимаат. Дали препознаваш обид за релативизирање на состојбите, обид за задушување, например, на овој гнев кај граѓаните? Да, прво преку медиумите. Прво пробаа со разноразни излегува на пресконференција од времето на Груевски, на Груевски се извинувам, пресконференција ќе се деси некоја трагедија, тој ќе оди ќе се слика со сите, се сеќавам на времето, работев као локален новинар таму кај нас и пукна браната пукна се преполни браната Калиманци, се поплавија неколку села. Таму облешево, не знам во Штип влезе вода во стадионот. Претходната година пукна една друга брана таму кај Пишица и претходната година пукна браната затоа што за 500 евра не изчистија вратата на браната. И кога требаше да ја отвори да истече водата, не истече водата, се прели браната и уништија браната, насипна беше браната. И го наполнија стадионот. Во Штип, тоа е природна катастрофа, повеќе се слика, па дождот не може да го запреме нааму. Натаму ствари тоа беше катастрофа што треба да се запире. Јавноста е сведок на обиди на лично оцрнување на независни медиуми, новинари со закани кон новинарите поради нивната критичка обсервација и откривањето на корупција. Па искрено да ви кажам, тоа го имало, мислам и дека ќе го има. Значи, тоа што ние треба како општество да се бориме и како новинари треба да се бориме за тие права, да зборуваме за тие права кои што вие тоа го правите сега, тоа е начинот на кој што ние треба да си ги чуваме правата. И новинарското право за известување не е еднаш за секојаш дадено, за кој што не треба да се бориме. Тие не гледаат нас како пријатели, не гледаат нас како некои што сака да ја направат на нив, а ако може да не искористат за нивни пиар, окей, ако не може да не искористат за нивни пиар, ние сме нивни пријатели. И така и те не гледаат, и така и те не третираат. Не можеме да очекуваме да не гледаат со скрстени раце, а искрено имајќи од ова искуство дека тие имаат некој виша свест, поголема свест за општество, за општествените работи, не верувам. Огромен дел од нив таму ми се влезени за да се решат некои приватни финансиски проблеми, приватни финансиски да се обезбедат за 5-6 генерации наназад, и тоа е од нив. Не може да очекуваме од нив да бидат, не знам, некои мислители или да придонесат за развојот на општеството, за развојот на граѓаните, за развојот на државата за 40 години не убија со оваа корупција. Кога ќе споредиме кај влезе Словенија, од кај влезе Словенија, од кај влеговме ние, не убија со таа корупција. Катастрофата во Кочани е трета најголема во Македонија според бројот на жртви. Ако корупцијата го разјадува општеството, колку реално може да се очекува рестартирање на системот за проблеми кои со години се натоложувани? Па искрено ова е едно будење од трезнување. Значи такви катастрофи се едно будење од трезнување, ако не се промени ништо, значи нивниот број се зголемува.
Значи нема да застане. Тука ќе се зголемува затоа што системот не функционира. Видовме дека не функционира. Не функционираше претходно во Тетовската болница кога беше во модуларната болница, не функционираше системот за Бесатранс кога беше кога не изгореа живи во автобусот. Луѓе што патуваа, не знам, на Дурмоторс не функционираше и таму системот и тие катастрофите се редат. Затоа што некој на Дурмоторс не се завршил работа на техничкиот преглед, затоа што некој полицаец не го сопрел Дурмоторс автобусот да го изнесе на техничка контрола да му ги најдат ова, цариниците во Бугарија не го исконтролирале добро автобусот да немал некои запалливи материи за да се запали во тој автобус на Бесатранс, не знам, не исконтролирана добро модуларна болница. Ето овде сите затали со контролите, системот целиот е девастиран на контроли. Контролниот систем што треба да го врши контролниот механизам целосно е девастиран, инспектори што се лесно подкупливи за едно кафе, да ги подкупиш, полициски инспектори, други инспектори, се сеќавам кои маки ги имавме за живот на средини инспектори, што не можевме, например, тој paper mill да се решиме од него со години, што не труи. Зошто митоманијата стана соевиден стил на живот кај нас? Митоманијата стана стил на живот затоа што ние како граѓани, тие луѓе произлегуваат од средината во која што се. И ние како граѓани тоа го толерираме. Ако ние тоа го пријавиме, кај што треба да го пријавиме, и ако тој орган го следиме во постапувањето со тоа дело, веќе нема да се осудат тие со мито да го прават тоа. Моментот има една голема вистина во делот на борбата против корупцијата, моментот кога ти го пријавиш, ти си спасил државни ресурси. Не знам колку милиарди годишно ние губиме од корупција. Кога ти го поделиш сето тоа на денови, на часови, секундата која што си пријавил, ти си спасил некоја корупција. Системот е како еден автомобил. Ако го оставиш ти автомобилот сам да се движи без да го управуваш, ќе завршиш во ендек. И ние така завршивме сега. Со катастрофата во Кочани. Корупцијата не убива секој ден. Некој ден убива многу повеќе. Благодарам за разговорот и гостувањето. Ви благодараме на вас. Следите тренинга во продолжение. Следниот соговорник е доктор Константин Коцев, специјалист радиолог во Градскиот завод за белодробни болести и туберкулоза во Белград. Реномирана и референтна установа со повеќе од 100 годишна традиција, со акцент на радиологијата на респираторниот систем. Речиси 10 години е дел од Националната антидопинг агенција на Република Србија. Истата како дел од 8-члениот српски тим, а во рамките на меѓународниот тим на допинг контролори ја представувал на Олимписките и Параолимписки игри во Париз 2024 година. Коцев тешко го прифати овој разговор. Зошто? Со целата негова скромност не бараше сама промоција, особено не во овие тешки моменти, кој како ужасно цунами го удавија неговото родно место. И со почит нагласува дека ќе даде се колку што може да им помогне на своите сограѓани кои во моментот се лекуваат низ белградските болници. Разговорот со Константин Коцев го снимив деновиве токму во српската престолнина. Инаку Коцев потекнува од Кочани, а воедно и од лекарско семејство. Тој се осврнува и на состојбите во Кочани и генерално прави паралела помеѓу македонското и српско здравство. Ево го разговорот со него. Господине Коцев, каква беше вашата првична реакција по информацијата за трагедијата во Кочани, градот од каде потекнувате? Па знаете како, најголемите несреќи доаѓаат ненајавено, нормално ненадејно. Тоа е еден огромен шок, особено кога се работи за луѓе што ги познавате директно или индиректно. Моите родители се уште живеат во Кочани. Кога ќе ме прашаат од каде сум и после 20 години, јас велам дека сум од Кочани. Нашиве македонски автори убаво рекле дека домот ви е таму од каде што ви доаѓаат вестите, тоа го вели Горан Стефановски. А Петар Мандревски вели дека домот е таму од каде што ви доаѓаат гробовите. Најлошата комбинација е кога најлошите вести ви доаѓаат токму од таму од каде што ви се гробовите, значи од домот. Мојот дом е се уште Кочани. Не сеќате во Кочани и пред неколку години ковид пандемијата
при која земјите меѓу себе се помага со потребата од инекција. Дали на сцена е медицинска дипломатија, за која се почесто се зборува? Земјите меѓу себе да се помагаат, што беше случај и овој пат кога Србија изрази подготвеност да згрижи 30 македонски граѓани кои се повредени од трагедијата во Кочани. Па дефинитивно, медицинската дипломатија постои и таа постои некаде под површината на водата. Ние не ја гледаме, често забораваме на неа. Морам да бидам искрен дека таа кованица, тој термин, прв пат го слушнав од еден мој драг колега, еден одличен пулмолог од Скопје. Го употреби во еден негов семинарски труд пред многу години, значи пред 10 години, и многу ми се допадна. Тоа го покажа и ковид пандемијата. Покажа дека земјите се поврзуваат на тој начин, дека земјите ги користат своите лекари за правење на конекции, што можеби на дипломатски план се и невозможни во даден момент. Ковид пандемијата покажа дека не постои fair play, дека секој се бори за себе и за својата нација и дека тука не постојат никакви правила. Токму поради тоа, сметам дека сите земји што имаат компас, што знаат каде одат, посветуваат доволно внимание на својот лекарски кадар. Она што сакам да го нагласам е дека ако ја читате првата Женевска конвенција, донесена на 12 август 1949 година, во глава 4, член 28, е нагласено дека единствено лекарите и свештениците не може да имаат статус на воени затвореници. Значи, во случај да бидат фатени, тие ќе бидат ставени во служба на силата која ги превзела, и тоа може да бидат задржани само во одредени околности ако ситуацијата на фронтот го наложува тоа. Значи, тогаш пред се ќе бидат употребени со цел да им помогнат на војската што ги заробила, но тие имаат некои бенефиции, единствено тие може да ги посетуваат затворениците од своите редови кои што се наоѓаат во тие кампови. Значи, на времето се знаело кој заслужува почит, а кај нас почита, мислам дека веќе ја нема, и дека на одредени професии луѓето се сеќаваат само во случај на крајна нужда. Морам да го споменам и мојот драг пријател, отец Димитар од Кочани, кој што сега исто така се најде во центарот на вниманието како и јас, веројатно не сакајки. И сега луѓето ја кажуваат вистината. Отец Димитар го спаси Кочани. Отец Димитар успеа да го смири Кочани. Мислам дека тоа е голема работа. Коцев, градот Кочани важи за град на оризот, но многумина го познаваат и како град каде се дила дрога, се поврзува со франкфуртската мафија, со случајот детонатор. Вие сте релативно млад. Како го познавате и го знаете Кочани? Јас морам да ви кажам дека Кочани не го познавам како таков. Луѓето со кои што се дружам во Кочани не припаѓаат на тие структури. Градот е дефинитивно видоизменет. Значи, на секој доаѓање во Кочани делува се потажно и потажно. Буквално срцето ми се кине кога од Кочани се враќам кон Белград и очекувам дека со секој доаѓање ќе го видам се потажно. Не знам како ќе го видам сега кога ќе се вратам пак. Ова е еден голем удар. Градот буквално беше на умирање. Долги години се мачеше. Се случува работи што едноставно не можев да ги сватам. Значи, мојот мозок не можеше да ги процесира. Зошто Кочани секогаш беше во топ вести во црна хроника, зашто ја пополнуваше таа црна хроника. Но факт е дека тоа беше така во последниве неколку години. Кочани во моите сеќавања нешто сосема поинаку. Можам да ви кажам дека Кочани во моите сеќавања е град на честни, трудолюбиви луѓе, на луѓе што и текако посветуваат внимание на перцепцијата која што оставаат во јавност. Во Кочани постоеше здрава компетиција, зборувам за мојата генерација. Значи, тука беше фраер
оној кој што знае повеќе, оној кој што надвор од училиштето има уште еден куп други наставни активности. Оној кој знае да свири гитара, оној кој знае да пее, да црта, оној кој игра шах. Јас се сеќавам на такво Кочани и само такви луѓе се во моите мисли. Кочани е град на брилијантни поединци. Еве само Кочани може да ја понуди на Македонија личен и професионален капацитет таков да биде доволен да се формира центар за срце токму во Кочани. Ке речете зошто и ке прашувате, сигурно се чудите зошто. Кочани има 6 кардиохирурзи раселени насекаде во светот. За жал еден почина, мој роднина кој што дури работеше на Стенфорд во Америка. Има сигурно десетина кардиолози. Дали 6 кардиохирурзи има Белград? Има, веројатно има. Меѓутоа, ако размислиме колку жители има Белград и колку жители има Кочани, ќе сватите дека тоа не е занемрлив податок. Би сакал тие луѓе да се обединат, би сакал тие луѓе да се поврзат меѓусебно, затоа што генерацијски се многу блиски. Тоа се плюс минус 5 години и верувам дека тие луѓе цел работен век можат да го истераат заедно. Како ќе ги привлечете назад? Веројатно никако, веројатно тоа не е возможно. Меѓутоа, ако градот досега на тие луѓе им покажеше дека не заборавил на нив, ако градот им покажеше дека градот мисли на нив, веројатно тие ќе најдеа начин да остварат некоја соработка. Она што можеби Македонија треба да го копира од Србија е формирање на регистар на наши македонски лекари секаде низ светот. Србија секој мај организира конгрес на српска медицинска диаспора и главен покровител е кралското семејство на Република Србија. Така да многу години сум бил учесник и сум имал прилика да видам дека од Соединетите Американски држави, например, само од Мео клиника доаѓаат 20 срби, а тие 20 срби не доаѓаат сами. Туку секој од нив носи барем уште по еден американец или странец. И кога ќе соберете 400 или 500 умни глави на едно место, секако дека ќе дојдете до некои убави и пријатни решенија. Например, Кочани. Не знам дали знаете, Кочани има полуконцертно пијано, но Кочани нема ни четвртина апарат за компјутеризирана томографија. Значи, Кочани доби како подарок ЦТ апарат кој што повеќе од 20 години бил во функција на клиниката за неврологија. И клиниката за неврологија го донираше тој ЦТ апарат на Кочанската болница. Нормално се израдуваа сите, тоа не е мала работа, меѓутоа тоа е стар апарат и никој тоа не го спомна. Се изврши промоција, се ветува кули и градови. Се ветуваше дека апаратот ќе работи 24/7, дека тој апарат ќе послужи за диагностика на сите болести, на сите органски системи. Не знам каков е тој апарат, но, например, вие не можете да работите диагностика на болестите на кардиоваскуларниот систем ако тој ЦТ апарат нема барем 64 детектори. Не слушнав дека некој тоа го спомна, не слушнав колку детектори тој има, не слушнав како средниот медицински персонал и групата на радиолошки техничари од Кочани се едуцираше за тој апарат и тој не проработи никогаш. Значи, таа вест ги пополни сите вестници, меѓутоа никој не спомна дека Кочани во тој момент имаше само еден специјалист по радиологија, кој што едноставно не може физички да стигне да го работи сето тоа. Ако немате ЦТ апарат, вие немате болница, во современ смисол на зборот, и верувам дека не можете ни да се пофалите со фактот дека сте град. Значи, нам не ни треба полуконцертно пијано, тоа беше приоритет на еден од претходните градоначалници. Го немавме ниту тоа, значи добивме реновиран дом на култура и тоа е за пофал. Меѓутоа не се задоволуваме со полуконцертно пијано. Сакаме концертно пијано. И не сакаме четвртина ЦТ апарат, не сакаме 12-тина ЦТ апарат, сакаме ЦТ апарат. Тоа е скапа работа. И тоа некој мора да го каже јасно и гласно. Значи ние мораме да се погледнеме во огледало
да се прашаме себе си дали ние можеме да постигнеме нивото што го сонуваме. Ако сме сиромашни, тоа мора да си го признаеме и мора да знаеме дека тоа е скапа диагностика, дека медицината во целиот свет е исклучително скапа и дека некои работи за нас се можеби навистина недостижни и дека ние со тоа мораме да се помириме. Не би сакал да верувам во тоа, значи јас сонувам за една друга Македонија, многу поинаква. Практично мојата Македонија во многу нешта се разликува од мојата перцепција значи мојата перцепција за Македонија во многу нешта се разликува од реалната слика во Македонија. Господин Коцев, потекнувате од лекарско семејство, но што беше пресудно да заминете од Македонија и тука да дојдете да живеете и да работите? Зошто Белград? Па таа 2003 година донесовме фамилиарна одлука, значи јас и моите родители дека ќе дадеме се од себе, ќе се жртвуваме на некој начин да постигнеме одредена цел, значи да добиеме образование кое што не можам да го добиам во Македонија, кое што на некој начин ќе биде поквалитетно и да дојдеме до диплома кое што нешто значи во светски рамки. Тој пат не беше лесен, не бевме поддржани од никого, значи тоа е буквално фамилиарна одлука и фамилиарна цел. Не бев стипендист на општина Кочани, уште помалку на Република Македонија. Тоа беше едноставно невидливо за сите таму. И едноставно го избравме возот за Европа, го избравме потешкиот пат, а не полесниот. И првата станица на патот кон Европа е Белград. За жал имавме пари за карта само до Белград, така да овде морав да излезам. Овде останав, еве непланирано 20 години овде се вработив. Овде направив еден огромен круг на пријатели, можеби дури поголем од они што ги имам во Македонија. Овде живеат само неколку членови на мојата поширока фамилија, но и во Белград сметам дека успеав да создадам собствен дом. Угостителството е проценето со среден ризик. Согласно годишниот план за работа, нивната методологија за работа, иако со новиот закон, значи во некои инспекцијски служби во државава имаме по еден инспектор. По катастрофата во Кочани, инспекциите се растрча. Почна и контроли на кафулиња, кабареа, диско клубови, на туристичките коти во Охрид, Скопје, Тетово и други градови. Се проверуваат сите лиценци во сите сфери. Од 3100 лиценци за фирмите во градежништвото и урбанизмот. Секоја шеста е поништена. Таквата длабочина почна да создава немири кај купувачите во какви згради и станови се вселуваат, какви материјали се вградени, дали има противпожарен систем. Во овој издание на Тренинг гостинка е Даниела Рендевска, председателка на инспекцијскиот совет. Добро дојдовте во емисијата, госпоја Рендевска. Добро ве најдов, благодарам на поканата и на почетокот дозволете ми да изразам длабоко сочувство на семејствата на починатите во несреќата во Кочани што се случи, како и да посакам побрзо опоравување и заздравување на сите повредени и нивно што поскоро враќање дома заедно со семејствата. Ви благодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија и многу ми е жал дека требаше да се случи ваква катастрофална несреќа за да имаме можност да разговараме за темите во врска со вршењето на инспекцијскиот надзор. Госпоја Рендевска, духовите се вознемирени. Требаше ли ваква трагедија да се случи за инспекцијските служби да се мобилизираат? И зошто по сето ова што видовме досега и сето она што се случи, се чини, се добива впечаток во јавноста дека како да имало ноншалантен однос кон и прогледување низ прсти на одредени институции, кафулиња, згради и така натаму, да не ги набројувам. Ова ќе го формулирам вака сето што го кажавте, дали потврлиле инспекцијските служби. На тоа ќе кажам дека инспекцијските служби како институции не потврлиле можеби поединци вработени во инспекцијските служби за кои што истрагата е во тек и ќе покаже кој и зошто со име и презиме
требал да го врши надзорот, зошто не го извршил. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека инспекцијските служби се само една дел од алатка, една дел од синџирот, односно алка, во контролирањето на субјектите на надзор. Ова го кажувам од причина што во процесот на донесување на новиот закон, новиот сега веќе не толку нов од 2019 година, закон за инспекцијски надзор, кој што беше донесен со широк општествен консензус, во кој што активно учество земаа стопанските комори, токму тие критикува дека се постојано инспектирани од страна на инспекцијските служби, дека не можат да го вршат своите бизниси и своите активни или стопански активности, бидејќи глобите за изречените прекршоци се енормни, некогаш го надминуваат и например имавме примери во минатото кај што една трафика која што има промет од 500 роба од 500 евра е казнувана со 15.000 евра глоба и токму државата имаше слух да донесе закони и тоа е препораки на Светска банка да се овозможи подобра бизнис клима со тоа што и законот за инспекцијски надзор кој што се донесе во 2019 година, негова примерна цел беше превентивниот пред репресивниот аспект при вршење на инспекцијскиот надзор и се воведе опомената како мерка која што инспекторите ја изрекуваат при првичните контроли доколку некој субјект на надзор не е усогласен со законските прописи. Меѓутоа, не таа да се злоупотреби опомената како мерка, туку точно беше таксативно требаше да се предвиди во нивните материјални закони во кои случаи како прва мерка се изрекува опомената и втора цел на овој закон беше воведувањето на степенувањето на ризикот, односно планирањето на инспекцијските надзори да се врши врз основа на методологија за проценка на ризик и при вршењето на редовните инспекцијски надзори задолжителност на листите за проверка и најавување на редовниот инспекцијски надзор 3 дена секој инспектор е должен редовниот инспекцијски надзор да го најави кај субјектот на надзор, а листите истовремено да му ја достави листата за проверка, тоест по секој закон кој што ќе го инспектира и да му каже и секој субјект на надзор да може во рокот тие 3 дена самиот да се провери дали ги исполнува условите, да ги спреми документите кога ќе дојде инспекторот, веќе да не му одзема време цел ден да биде во субјектот на надзор, туку да ми го покаже на инспекторот. Дали вие имате информација, знаете кога последен пат е направена инспекција во дискотеката во Кочани? Ако велите дека првично, инспекторите превентивно влегуваат. Значи, пазарните, сега овде конкретно се зборува нели за законот за угостителска дејност, на кој што надзор вршат пазарните инспектори. Пазарните инспектори, за да врши еден инспектор надзор, согласно законот, првин тој треба да има месечен план за редовни надзори, кој што му ги подготвува неговиот раководител, односно директор, зависи од внатрешната хиерархија во пазарниот инспекторат. Тоа е еден од поголемите инспекторати кој што има 10 оделенија. Овде станува збор оделението за Штип, во кој што влагаат инспекторите од Кочани, од Виница, од Делчево, Берово и слично. И месечниот план се подготвува согласно законот за секој инспектор посебно врз основа на годишниот план за инспекцијски надзор. Меѓутоа, во месечниот план се внесуваат само редовните надзори. Во текот на месецот може да добијат пазарните инспектори голем број на претставки од граѓани, да се вршат вонредни контроли, наредби од влада, налог на инспекцијски совет, значи од нас ако добиеме некоја претставка да извршат. Така да, треба да се прави дистинкција помеѓу редовните и вонредните надзори. И треба да се има на ум дека инспекторот не може да оди во надзор без да има налог од некој од овие што ги кажав претходно, од претпостави. Во ред, кажете ми кога последен пат била вршена редовна контрола или имало вонредна контрола ако имало дојава, поплака? Значи, сите тие податоци моментално се знаете и во обвинителството, кога и да не шпекулирам со со бројки, она што го има бидејќи таа евиденција си ја водат службите кај нив за извршени надзори, што кај нас само од информативен карактер го доставуваат.
Јас мислам дека видов една и то во во кафето, не во кабарето, туку во кафечот, бидејќи нели сопственикот е сопственик на повеќе угостителски објекти, не само кабарето каде што се случи несреќата, туку исто така и во кафечот. Има еден надзор, мислам, во 2024 година, 10 по закон за пушење, бидејќи пазарните инспектори не постапуваат само по законот за угостителска дејност. Морам да нагласам дека они постапуваат по 39 закони и 45 правилници. Не сакам ниту да ги бранам, ниту да ги напаќам во нивното постапување. Зошто не постапиле, дали биле должни или не биле должни, ќе покаже истрагата. Бидејќи мора да го имаме на ум и законот за угостителска дејност. И законот за угостителска дејност, од што слушав и од медиумите и од поранешни министри, кога се носел тој закон за угостителска дејност, исто имал за цел да ги намали административните пречки на угостителите при добивање на одредени дозволи или лиценци за вршење на угостителска дејност. Од што се плашат инспекторите? Или тие самите се дел од алката на корумпирани институции? Тоа ќе треба истрагата да покаже. Стварно не би шпекулирала. Сигурно имало влијание, ама тоа треба да покаже истрагата. Не би шпекулирал. Знаете ли кога последен пат инспекција влегла во Пулс кафе? Пулс дискотеката и дали знаете, например, во кафулето на истиот собственик кога е влезена последен пат инспекција? Вака, значи Советот таа надлежност ја нема, согласно закон, да одредува каде ќе оди инспекторот. Како што ви кажав и претходно, тоа го прави неговиот претпоставен под претходно донесен годишен план за инспекцијски надзор во која што се утврдува согласно методологија за проценка на ризик. Угостителството е проценето со среден ризик, согласно годишниот план за работа, нивната методологија за работа. И тоа е проценето така, бидејќи се надам се сметало дека согласно законот за угостителска дејност, угостителите се тие кои што се должни да гарантираат дека ги исполнуваат минимално техничките услови. Значи, вие се подпирате на совеста и честа на собствениците? Ние не се подпираме, ние во инспекцијскиот совет не сме инспектори. Добро. Да, меѓутоа, доколку се целиме кон европски вредности, треба да си веруваме едни на други, бидејќи европските закони се такви. Зошто го кажувам ова? Го кажувам од причина што имавме во рамки на голем број на проекти Советот кој што бил вклучен. За голем број на европски земји е чудно што во држава има инспектори и што има инспекцијски совет, бидејќи тоа за нив е непоимливо. Вика, кај нас сите компании, сите субјекти на надзор се општествено одговорни. Тие самите се срамат да не ги исполнуваат условите од законите по кои што тие работат. Кај нас оди само контролор и додека е стигнат во канцеларијата, да, ова се од Шведска, од Литванија, значи, датоци они се чудат какви се овие инспектори. Дали инспекторите се инструментализирани од партиите и од власта? Па, не би рекла, ако ги земеме во предвид дека тие првим позицијата на инспектор, на еден инспектор, е сведена, неговиот статус е административен службеник. Тој се вработува и мислам дека се преоптоварени за нивното, мислам во процесот на нивното вработување, бидејќи тие првин се вработуваат согласно законот за административни службеници, значи одат на цела онаа селекција која што спроведува Агенцијата за администрација. И дури потоа, кога ќе се стекнат со некое звање советник, инспектор во категоријата В, значи за Б категорија им е потребна лиценца, значи станува збор за административни службеници од В категорија, од тоа советник до помлад соработник, тие звања таму оперираат, оди на една година обука, оваа што ви ја кажувам, првин интерактивна обука во Советот и плюс под менторство уште од 9 месеци. Така да сметам дека по завршување, тоа е нов концепт кој што го воведе новиот закон за инспекцијски надзор, тој концепт го воведе се со цел тие да бидат државата да биде осигурана дека лицата кои што вршат инспекцијски надзор се реално обучени и кога ќе искочат на терен, кога ќе добијат легитимацијата, знаат да го вршат инспекцијскиот надзор. Тоа е од една страна и од друга страна сакам да нагласам дека инспекцијската професија во државава воопшто не е атрактивна. Иако со новиот закон, значи
во некои инспекцијски служби во државава имаме по еден инспектор. И ќе ги кажам, и државни инспекторат, бидејќи исто така Советот секоја година подготвува информација за кадровска екипираност на инспекцијските служби на државно ниво, и за некои инспекторати таа е тотално неатрактивна, како што е државниот градежен инспектор, кај што имаме 1,5 инспектор моментално во државата, и едниот исто вика дека можеби ќе си оди и сака да си оди, бидејќи не е издржливо кои што инспекторите го чувствуваат притисокот и од субјектите на надзор при вршење. Каква сигурност имаат клиентите, например, сега кога сме кај градежништвото, каква сигурност имаат клиентите ако се утврдува дека секоја шеста издадена лиценца во градежништвото и во урбанизмот е невалидна? И има пропусти. Значи, исто така, една од надлежностите на пазарниот инспекторат да го утврдува квалитетот на градежните материјали. Значи, не знам за тоа дали знаете, значи, они тоа, и сега кога збориме за пазарниот инспекторат, мораме да напоменеме и за неговата кадровска екипираност. Реално, во моментот има 150 пазарни инспектори, а согласно актот за систематизација имаат систематизирани 315 работни места за инспектори. Значи, имаме пополнатост на 48%. Дали е доволно да ги инспектираат сите овие инспектори, да постапуваат и по редовни надзори, и по вонредни надзори по преставка? Не ги браниме. Меѓутоа, таква е ситуацијата со човечките ресурси и со човечките капацитети кои што во моментот располагаат. Значи, станува, се сведува за недостигот на кадровски потенцијал? Недостатокот на кадровски потенцијал е реален, голем проблем, кој што државата го има. Државата можеби е пренатрупана со администрација во други сфери. Меѓутоа, во делот на инспекцијските служби, од сите 28 инспекцијски служби кои што ги координира инспекцијскиот совет, нели како координатор, пополнатост има на ниво на 28 служби, вкупно само 60% се пополнати. Кај некои инспекцијски служби, 6 се под минимум помалку од 30% се екипирани со инспектори. Господја Рендевска, каде е вината што се толерира работење на кабаре, дискотека? При тоа се издаваат дозволи за работа, во меѓувреме истекува лиценцата и никому ништо, објектот продолжува да функционира. Можам да кажам дека и недобро неусогласеност на законите, односно можам да кажам, еве сега тоа се види аномалии во законската регулатива. Бидејќи законот за угостителска дејност, и вие ќе потврдите, никаде стрикно не пишува кога инспекторот треба да излезе, колку пати годишно, или која да биде континуитетот за вршење на инспекцијски надзор. Точно има различни толкувања дека 15 дена, 115 дена пред да започне со работа угостителот, должен е исполнетост на минимално технички услови да достави и до државниот пазарен инспекторат. Сега се претпоставува, меѓутоа нема законски пропишана обврска, дали во рокот тие 15 дена инспекторот треба да отиде и да ги провери тие минимално исполнетост на минимално техничките услови, или тоа е слободно толкување која ќе може да го предвиди и слично. Знаете ли вие дека, например, се продаваат станови, луѓето ќе купат стан, ќе се вселат во новиот стан, а нема се уште имотен лист? А зошто се вселуваат луѓето? Знаете ли, например, дека во нова... Зошто се вселуваат кога нема документи? Знаете ли, например, дека и во нови згради може тоа да се случи, и се случува, или во стари згради да видите дека има противпожарен апарат, кога ќе го отворите, нема срева. Ама тоа треба, доколку секој од нас не реагира на тоа, не можат инспекторите ниту Советот да знае секаде во секоја зграда каква е состојбата. Точно ја сега поздравувам, значи оваа несреќа, и како кажав тој на почетокот. Дали ова требаше да ни се случи за да се мобилизираат сите? И да излеземе на терен, или таа наша ноншалантност, не сум кодош, не сакам да го пријавам комшијата, сега јас ова ќе кажам, доведе до тоа.
Се навестуваат заеднички инспекторски надзори. Што би бил ефектот сега постфестум после ваква една трагедија? Па јас ги поздравувам за честените инспекцијски надзори, токму сега под фестум, можеби да се задоцнети и тоа што се случи нема никакво оправдување, меѓутоа ова мислам дека ќе ни ја зголеми свеста. Жалосно е што свеста почнува да ни проработува после една ваква голема трагедија која што ќе остави долготрајни последици на целото општество. Меѓутоа, со ова мислам дека и кај сите угостители во моментот е смената свеста, дека слушаме како сите во паника почнуваат да бараат противпажарни апарати, дали ги исполнуваме условите, сите проверуваат, сами некои се затвараат, дали ги исполнуваат минимални. И законот е таков, вика ако нема лиценца, го затвара на 30 дена до добивање на лиценцата. Али добивањето на лиценцијата е само со изјава на сопственикот на дискотеката или кабаретот дека он ги исполнува минимално техничките услови. Каде го гледате пропустот во однос на случајот со Кочани? Еве директно ве прашувам. Можело ли да се избегне ваква трагедија? Можело да се избегне ако првен самиот угостител бил свесен, значи продавал карти кои се капацитет на гости кои што го немал, бил свесен дека нема две излезни врати, односно после гледаме дека имал две врати, едната цело време била затворена. Дека се употребувало пиротехнички средства кои што не требале, за кои што требало дозвола да има претходно. Зошто дозволиле? Кога јас сега овдека да дојдам и да палам жижици, за да направам ефект во емисијата, ќе ми дозволите вие? Господи Рендевска, гостите пред да влезат во дискотеката, пред врата има обезбедување. Точно, и обезбедувањето. Обезбедувањето е должно, не обезбедувањето, вика угостителот, он најмил агенција. Законот за угостителска дејност убаво кажува што е должен. Угостителот има право да ги легитимира. Знаете дека и угостителот... Обезбедување не може да легитимира, само полиција може да обезбедување, господи Рендевска. Во законот во угостителска дејност, прочитете го, мислам дека беше член 15, кај што се за се што е должен угостителот. Тој ја проверува и малолетниците ги проверува. Сега, и ако е така како што вие велите. Обезбедувањето легитимира, ако таму пишува угостителот, значи он може да обезбеди со... Значи им се прогледувало низ прси, се дозволувало да влезат малолетни деца. Така е. Еве видовме од истрагата. Дали вината е тука кај обезбедувањето? Така, јас ниту сум... Мислам, сега ме ставате во улога да сум обвинител или судија, значи ќе покаже истрагата, да, има индиции, пошто гледаме дека внатре имало малолетни. Мислам, има и настрадани малолетни лица. Во неколку наврати Вишиот просветен инспекторат Ѓорги Илиевски, откако констатирал злоупотреби на универзитети за фалс дипломи на политичари, беше брутално деградиран. Тој самиот во неколку колумни упати критики и кон вас како инспекцијски совет. Вака сега, господинот, значи советот, морам да ги кажам надлежностите на советот. Советот постапува, не ја мониторира целата работа на сите на одделните инспектори. Значи, доколку има преставка до советот за работа на некој инспектор во конкретен случај, советот во тој случај прибира податоци и анализира работата на тој инспектор конкретен со име и презиме. Врз основа на тие податоци кои што ги добива советот има право само да покрене иницијатива за дисциплинска одговорност на инспекторот до директорот на инспекцијската служба, односно раководителот на инспекцијската служба. Благодарам што дојдовте во емисијата и што се одзвавте на поканата. Ви благодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија. Јасно им е дека на нашите активности, на нашите протести има масовност на луѓе, посебно на нив многу ги плаши тоа што многу млади дават поддршка околу нашите активности.
Протестите ослободуваат експлозивно празнење на емоционалната енергија, особено кога се предизвикани од трауми и лични и колективни. Некои од психијатрите велат дека се и колективна терапија, но и барометар за социјален и општествен набој. После Кочанската трагедија се реактивира групата собрана под мотото "Кој е следниот?". Нивниот марш од паркот Джена до владата со неколку илјади граѓани ја вознемири власта, а некои од нејзините портали и медиуми се обидоа да го игнорираат протестот дури и како вест. Познат медиум го маргинализираше дека се собрале неколку стотина граѓани. Завршија со револт пред владата. Наспроти, ваквото незадоволство, власта се обидува да ја релативизира целата работа и гневот кој произлезе после трагедијата која се случи во Кочани. Во ова издание на Трилинг соговорник е Имир Мухамеди, дел од граѓанското движење Кој е следниот. Добре дојдовте во емисијата. Дали ќе продолжите со изразувањето револт? Секако дека ќе продолжиме, само ќе сега во тек сме со состаноци, дополнително ќе определиме на која насока ќе се водат нашите активности. Дали тоа ќе бидат протести, дали и други начини на изразување на револтот, тоа дополнително во рамките на организацијата ќе го договориме. Што беше главниот мотив и што најмногу ве испровоцира да излезете на улица? Значи, ние излеговме под мотото "Системот е следен". Ние како организација, како неформална организација на граѓани, нашите активности, мислам, нашето вмрежување почна за време на протестите за околу трагедијата, каде почина Фросина Кулакова, дизајнерката. На тој протест видовме дека стварно постои еден акумулиран гнев кај луѓето и така спонтано се здруживме и сметавме дека треба и понатаму да действуваме, организиравме состанок, ги определивме нашите цели и сега се случи ова со Кочани, па другите активности малце ни остана на намирување и моментално фокусот ни е околу трагедијата во Кочани, која што мислам беше една најголемата трагедија, да кажеме, во историјата на државата, со оглед дека испогинаа многу млади луѓе. Во јавноста се создава тензија дека сте реинкарнација на шарената револуција. Во еден период Вучич изјавуваше дека масовните белградски студентски протести се копи-пейст на шарената револуција. Сега во Македонија власта се обидува да ве дискредитира дека сте организирани од белградските. Да, токму тоа е целта, да се дискредитира движењето Кој е следен. Иначе, да, видовме тие некои снимки од некои студенти каде што се збори околу протестите во Србија, кон нивно вмешување и така натаму, но тоа немаше врска со нашата организација Кој е следен. Нашето лого беше таму аматерски поставено со цел да се дискредитира нашето движење, бидејќи јасно им е дека на нашите активности, на нашите протести има масовност на луѓе, посебно на нив многу ги плаши тоа што многу млади даваат поддршка околу нашите активности. Но во однос на нашата поврзаност со шарена револуција, мислам, кај нас има студенти кои во движењето кои за време на шарена револуција имале по 12 години. Велите дека како граѓанско движење немаме политички барање, но за време на собирот, на протестот, извикувавте оставка на владата. Видете, ние немаме партиски барања, не сме партиски поврзани, иначе нашето действување секако дека политички со самиот факт што ние предложуваме барање. Што е целта на изразувањето на ова незадоволство, гнев? Значи, ние одиме со главното мото "Системот е следен", системски промени. Сега, за да знаеме, првично треба да знаеме што е тоа систем, мислам да знаеме за што збориме. Значи, системот е најпросто да го дефинираме како збир на некои правни правила, правни норми, начини на действување, на постапување и така натаму, со кои се уредуваат општествените односи во една држава. И целта на системот е да на тие граѓани во таа територија да им обезбеди правна сигурност, да им обезбеди безбедност, да им обезбеди правда,
да промовира вредности тој систем и така натаму. Сега, ние сме во ситуација, например, ние не сме безбедни да излеземе во улица бидејќи може некој да не згази. Ние не сме безбедни да одиме на лекар бидејќи може да ни даде некоја погрешна терапија. Ние не сме безбедни да одиме во дискотека, во ресторан и така натаму бидејќи може да се запали. Ние не сме безбедни буквално нигде. Најсуштинското нешто што мислам треба да направиме максимум за да се смени. Господин Мухамеди, има собири, па нема собири. Има револт, па нема протести. Дали тоа ви е своевидна тактика да ја збуните власта и дали во меѓувреме сте во дослух со одредени политички структури? Например, неделя слушнавме дека СДСМ ги поддржува протестите на граѓанското движење, кој е следниот? Да, неколку политички партии излега со став дека ги поддржуваат протестите. Ние околу тоа можеби ќе спремаме, можеби нема да спремаме соопштение, ние се оградуваме од сите политички партии. Значи, буквално, особено од СДС, што го спомнав, што истите беа дел од системот и се дел од системот, значи нивната поддршка воопшто не е потребна. Ништо не може да ни помогне, освен што може да ни одмага. И ние се оградуваме од сите такви пресконференции на политички партии каде се спомнува името на кој е следен. Значи, кој е следен, значи е неформална организација, спонтано настана. Премиерот Мицковски денуве во телевизиско интервју изјави дека во Македонија ќе се случи народ доколку обвинителот и членовите на судскиот совет не поднесат оставка. Дали е тоа политичка манипулација? Според мене премиерот не смее да се меша во обвинителството и во судството. Тоа што граѓаните нема доверба во судството, да, тоа е проблем, но целта на нив не им е да се подобри состојбата во судство. Значи, измените на законот за судскиот совет треба да се случат до јуни. И сега таму ќе има некои промени каде што политичките партии после ќе имат многу малку влијание околу изборот на тие нови членови на судскиот совет. Сега целта е следна. Значи, нели, собранието им изгласа интерпелација на членовите на судскиот совет, на тие што се избрани во собрание, но целта е тие да се заменат со нови членови кои доаѓаат од редовите на власт. Значи, не е целта да се обезбеди правда со тоа што ќе се сменат 5 членови на судскиот совет. Бидејќи доколку сега доаѓаат нови членови на судскиот совет, тие ќе имат мандат од 5 години. Од 6 години. И после нивниот мандат ќе важи до 2031. И законите, овие новите измени на законот за судски совет ќе се применуваат тек во 2031 околу изборот на нови членови. Значи ние уште 5 години ќе имаме пак партиски членови на судскиот совет. Дали имате дневна комуникација со вашите колеги од Белград? Не, немаме ние никаква поврзаност со протестите во Белград. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Ово издание на Тренинг го затвораме со цитат од познатиот македонски сатиричар и хуморист Васил Толевски, кој денуве на својот профил ке запише: да им се забрани на сите кои биле на функции да кажуваат што треба да се прави. Зошто не правеле кога биле на власт?